Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Книга која на чуден начин била спасена. Драги дедо, пази, добро чувај се. Не сакам да те видам да одиш сам на далек пат. На што да внимавам, дете мое? Го прашал добриот старец. На непријателите, одговорило девојчето. А зашто би имал непријатели? Јас му служам на Бога и се трудам се да правам добро. Секако, драги мој дедо, ама многу луѓе се на тебе лути поради тоа што ти им зборуваш како не треба да пијат алкохол, дека не треба да се поклонуваат на идолите, ниту да веруваат на гатачите. Да сум бил во страв, одамна би престанал да проповедам и да ги учам другите и да им помагам на оние на кои им е потребна мојата помош. Јас верувам во Божјата заштита додека за него работам. Дојди, милина, да го натовариме чамецот. Еве ги твоите мрежи и торби со храна. Еве ја и кутијата во која се наоѓаат твоите важни документи, а Библијата се наоѓа одозгора над другите работи. Ама чамецот пропушта, дедо. Дали си ја затворил добро таа дупка? Чекај, ќе направам од платно затворач и со тоа ќе ја затворам. Еве, чамецот повеќе не пропушта. При прв одмор ќе го поправам уште подобро. Си го заборавил садот кој ќе ти биде потребен да ја исфрлаш водата од чамецот. Одам брзо да го побарам за да добро те спремам пред да појдеш. Така Филип тргнал на едно од многобројните патувања по реката во Бразил да однесе вест на надеж и вера. Поминувал покрај дрвја, а корењата на врбите биле испреплетени на стрмата обала, а од време на време би се појавила и некоја чистинка каде живееле домородечките племиња. Кајни Филип се истоварал и почнал да им зборува за Спасителот кого го сакал над се. О, тука баш изработуваат дрвен јаглен. Сите луѓе ќе бидат запослени, помислил Филип. Го заврзал својот чамец за некоја гранка и почнал да се качува по лизгавата обала. Еден човек го приметил кога се доближувал. Еве го Филип, нашиот пријател. Ке има приказки и песна цела ноќ. Филип погледнал на големите дрва покриени со кал. Домороците го запалиле огинот и се фатиле за работа да со кал ги затворат и најмалите отвори каде приметувале дека чадот излегува. Дојди, кажал водачот на групата на работници. Завршивме, Филипе. Завршивме се работата. Се што треба да работиме и да чекаме додека дрвото под огинот не ја глениса. Помени ја со нас ноќте и покажи ни ги своите слики. Јас ќе ти помогнам да си ги пренесеш работите. Филип токму на тоа чекал да го повикаат и тргнале заедно со него до чамецот за да му ги донесат сите работи што му биле потребни. Ама чамецот не бил повеќе таму. Јажето се уште било врзано за гранките, а чамецот се наоѓал на дното од реката. Оваа тапа од платно со која ја затворил дупката се намокрила и ја пуштила водата и го наполнила чамецот. А може би и некој зол човек, непријател на Филип и Бога, ја извадил и пуштил вода за да го потопи чамецот. Филип во чамецот ја оставил својата мрежа и своите намирници и кутии каде се наоѓале и неговите книги. Така му ја снемало и Библијата, која толку ја сакал.
bilo mnogo temno i trebalo da počekат na novio den, za da se obida da go izlečат i повторно да го покрене својот чамец. Од овие луѓе позајмил мрежа, а пријателите му дале и храна. Ама како ќе може да им проповеда без Библија, без својата Библија која веќе толку долго време ја употребувал? Тој во неа ги подвлекувал сите важни стихови и секогаш му причинувало дека самата се отвара токму таму каде му било потребно. Ќе направам најдобро што можам и без неа, одлучил Филип. Господ знае дека овие луѓе ги упатувам во неговата вистина и тој ќе ги освежува моите сеќавања, а освен тоа знам многу стихови и песни напамет. Домороците и нивните жени си ги зафатиле своите места во клупите околу една колиба од палмови лисја и Филип почнал да изборува од Библијата. Потем ги научил неколку нови песни. О, колку сите сакале да пеат. Освен тоа, тие многу добро се сеќавале на она што Филип минатиот пат ги учил. Со првите сончеви зраци го нашле Филипа и неговите пријатели на местото каде чамецот потонул. Гледајте, нешто плива меѓу тие гранки. Дали е тоа ваше, Филипе? Да, тоа е негово. Меѓу испреплетените гранки се наоѓале садовите кои Милена му ги ставила и во неа пливала Библијата. Тоа навистина било чудо. И Филип од се срце му се заблагодарил на Бога. После тоа чамецот го извлекле и го способиле за патување. Дош целата река се уште се зборува за книгата која не сакала да потоне и луѓето доаѓаат оддалеку да ја видат.
Глас на надежда. Како да живееме? На каков начин да живееме за да немаме некои болести од кои секојдневно страдаме? Фактори за долговечност. Кои се тие фактори што ни го продолжуваат животот? Сине мој, не заборавај ги моите поуки и твоето срце нека ги пазе моите заповеди, зашто ќе ти ги продолжат деновите и годините на животот и ќе ти додадат мир. Така вели Библијата. Значи, долгиот живот или долговечноста ни е индикатор за добро здравје. Оној кој живее долго, значи живеел здрав живот. Така? Сега предходниот стих што го прочита вели ако животот се живее во склад со Божите заповеди, тоа ќе биде еден долг и успешен живот. Како тоа? Значи во Библијата има изобилно многу совети кои ако се следат ќе не заштитат од безброј зла и страдања во животот. Биле спроведувани многу истражувања за тоа кои здрави навики се поврзани со доброто здравје и долгиот живот. Ќе ги видиме кои се тие. Меѓутоа, од многу доктори и професори се правени и програми за добро здравје, како програмата New Start или Celebration, таа е понова. И овие акроними се всушност создадени од група лекари и професори во институтот Уимар во Калифорнија. Што значат овие програми? Тие се скратеници од 8-те природни средства, значи во првата програма, Nutrition или исхрана, Exercise или вежби, Water, вода, Sunshine, сончева светлина, Temperance, воздржување, Air, воздух, Rest, одмор и Trust in God или вера во Бога. Другата е со малку повеќе. Имаме избор, вежби, течности, животна средина, вера, одмор, воздух, абстиненција, интегритет, оптимизам, исхрана и социјална поддршка. Во САД пред 35 години од страна на двајца истражувачи Бреслоу и Берг биле испитувани 6900 лица. Тие живееле во округот Аламеда во Калифорнија и што всушност било испитувано? Им била направена една анкета за тоа како живеат, значи нивниот начин на живот. Овие луѓе потоа биле контактирани после 9 години и за да се види нели кој е жив и кој починал. Како резултат на ова испитување биле утврдени овие 7 фактори за долговечност. Значи овие се битните, запамтете ги, 7 фактори кои што ни го продолжуваат животот. Ќе мислиме дека се многу едноставни, меѓутоа не се. Нормален сон 7 до 8 часа на ден. Значи ова е еден од факторите кои ни го продолжува животот. Секојдневно јадење, појадок. Појадуваме ли? Колку од нас појадуваме? Има и тоа. Редовна исхрана без јадење помеѓу оброци. И тоа ќе видиме што е. Ниска потрошувачка на алкохол или целосна абстиненција. Тоа е малку проблем во кавадарци, целосно да му речеш на некој да се откаже од алкохолот. Целосна абстиненција од пушење, телесна тежина во нормални граници и редовна физичка активност. Тие се тие фактори за долговечност. Ке почнеме од првиот до последниот. Значи нормален сон 7 до 8 часа на ден. Ако ни недостасува сон, што се случува? Тоа ни делува психолошки. Како? Со оштетување на нашата меморија. Зошто? Затоа што од 22 часот навечер до 2 часот по полноќ нашата меморија всушност тогаш се случува. Она што сме го учеле, тоа се меморира во тие сати. Ако нас не недостасуваат тие сати во нашиот сон, тогаш ништо не меморираме во нашиот мозок. Делува емоционално. Човек многу полесно се вознемирува или лути. Недостатокот на сон делува и социјално, човекот станува тежок за комуникација за околните. Продуктивноста е намалена, значи помалку иницијатива и неефикасност и безбедноста, значи намалена внимателност, намалена способност за донесување одлуки, повеќе инциденти, а исто така делува и на здравјето, односно го потиснува имунолошкиот систем. За имунолошкиот систем ќе зборуваме утре вечер. Значи луѓето кои спијат 7 до 8 часа на ден имаат пониско ниво на смртност од оние кои спијат помалку. Значи заклучокот од ова е спиите повеќе. И тоа спиење од 10 часот, 22 часот навечер до кај 5-6 наутро. Вториот фактор секојдневен појадок. Секојдневниот појадок му обезбедува на телото и умот потребното количество храна и енергија. Го подобрува вниманието и способноста за учење. Луѓето кои доручкуваат претрпуваат помалку инциденти. Помага да се избегне попладневниот замор,
помага да не јадете помеѓу главните оброци нездрава храна. Значи ова се мисли помеѓу појадокот и ручекот и помеѓу ручекот и вечерата. Еве еден краток извештај од една писателка. Ова е многу важно. Значи, детето твое има енергичен темперамент и треба да се следи многу внимателно дали си ја почитува диетата. Никогаш не го пуштајте да замине од куќа на училиште без појадок. Не ризикувајте попуштајќи на своите дилеми по прашањето. Општеството има навика и е навикнато да појадува сосем на брзина, но тоа не е најдобриот начин да се грижите за вашиот стомак. На појадок стомакот е во подобра состојба да се грижи за повеќе храна во споредба со второто и третото јадење во текот на денот. Навиката да се јади помалку на појадок и многу на вечера е погрешна. Грижете се појадокот да ви биде најобилно јадење во текот на денот. Значи се обидувам да бидам наједноставна во излагањата за да можеме да разбереме полесно. Третиот фактор. Редовна исхрана без јадење помеѓу оброци. Еве имаме овде заболекар и сигурно тоа ќе ни го потврди. Ова се јадење меѓу оброци и оштетување на забите меѓутоа кај децата. Гледаме хоризонтално колку пати јадат меѓу оброци и вертикално колку број на оштетени заби има кај децата. Ако имаат 0 оброци, немаат оштетени заби, ако имаат 1 или 2 оброци, значи јадење меѓу оброци, се всушност 4 расипани заби. Ако имаме 3 навики кај децата, има околу 8 расипани заби и кај 4 јадења меѓу оброци имаат околу 12 расипани заби. Значи, што е она што е тоа брза закуска помеѓу оброци? Значи, за брза закуска помеѓу оброци се мисли на она брзо јадење, грицкање меѓу појадокот и ручекот и вечерата. Таа храна е богата со масти, сол, шеќер и калории. Не достигаат растителни влакна, витамини и минерали. Ја заменува главната храна. А што ми ја заменува главната храна, нели ни го одбива гладот и ние помалку јадеме за главниот оброк и го помага расипувањето на забите. Како всушност треба правилно да јадиме? Спомна тука господинот, посебно време за секое јадење. Значи треба да си имаме посебно време за секое јадење и тоа да биде секојдневно во, значи, исто време. Ако појадуваме 7-8 часот наутро, ручекот треба да не биде кај 1-2, нели, попладне и навечер максимум до 7 часот да сме вечерани, за да има, ќе видиме зошто. По завршувањето на редовната исхрана на желудникот треба да се даде одмор 5 часа. Ова запамтете го. Значи 5 часа од кога ќе јадеме треба да го оставиме желудникот. Не треба да се јаде ништо помеѓу оброци. Во тоа време стомакот ќе ја изврши својата работа и ќе биде подготвен да преземе уште храна. Нередовната исхрана го нарушува нормалното варење, го оштетува здравието и доброто расположение. Значи многу е битно и редовно да се исхрануваме. Четвртиот фактор, ниска потрошувачка на алкохол или целосна апстиненција. Во однос на овој фактор ќе го видиме само и зборот самоконтрола, води потекло од грчкиот збор екратеија, што значи добродетел на човекот кој може да ги контролира своите желби и апетити, особено телесните страсти. Други зборови кои што го објаснуваат овој збор се умереност, воздржаност, темперамент, апстиненција. Вистинската апстиненција или воздржување не учи да се ослободиме од се што е штетно и да го користиме благоразумно она што е корисно. Значи, тоа е тоа воздржување. Сега во однос на алкохолот ќе го видиме и францускиот парадокс накратко. Што е францускиот парадокс? Знаеме дека нели во Франција како заштита на земјата е црвеното вино и дали е тоа вистина дека влијае на кардиоваскуларниот систем. Значи французите истражувано е дека нели статистички страдаат релативно ретко од кардиоваскуларни болести, иако практикуваат исхрана богата со заситени масти. Значи тие користат масти од животинско потекло, меѓутоа имаат поретко кардиоваскуларни заболувања. И се претпоставува дека тоа главно се должи на висока потрошувачка на црвено вино во Франција. Зошто? Затоа што црвеното вино содржи одредени полифеноли, како резерватрол, куерцетин, процианидини и така натаму, кои што имаат позитивен ефект врз кардиоваскуларниот систем. Меѓутоа,
Дали е ова вистина? Дали овие полифеноли ги има само во црвеното вино? Понатамошните испитувања покажале дека тие фитохемикали се наоѓаат во изобилство во обоената ципа на црвеното грозје. Ние сите имаме скоро овде грозје. Значи, овие фитохемикали кои што му помагаат на кардиоваскуларниот систем се наоѓаат во ципата на црвеното грозје, во некои шумски плодови, во оревот, во маслиновото масло и други растенија. Што значи дека пропаѓа сето ова дека алкохолот е тој што помага нели во кардиоваскуларните нели на кардиоваскуларниот систем. Заклучокот од ова не може да се заснова само на тој факт дека виното е тој фактор што придонесува нели за да не бидат болни и да имаат долговечност, туку и други работи придонесуваат за тоа. Целокупниот начин на живот на луѓето во Јужна Франција придонесува за нивната долговечност. Тоа се блага клима, социјална поддршка, висока потрошувачка на овошје и зеленчук, големата физичка активност на отворено, одмор и така натаму. Значи французите во глобала имаат здрав живот. Дали треба да препорачуваме умерено пиење на црвеното вино? Јасниот одговор е не. Зошто? Затоа што консумирањето алкохол нанесува повеќе штета отколку корист, затоа што алкохолот во основа е отров за организмот. Има многу подобри методи за заштита на срцето и за продолжување на животот отколку користење на алкохол. Дури и Библијата има став за тоа. Не гледај виното кога се црвене, кога се прелева бојата во чашата. Се пие така глатко, а на крај каснува како змија и жилосува како змија лутица. Знаеме лутицата колку е опасна. Светската здравствена организација има исто така став во врска со алкохолот. Вели, иако редовното помало или умерено консумирање алкохол може да придонесе за заштита од коронарна срцева болест, ризикот од други кардиоваскуларни болести предизвикани од алкохолот ни покажува дека не може да се препорача неговата употреба. Значи, Светската здравствена организација не го препорачува алкохолот. Петтиот фактор, целосна апстиненција од пушење, кратки само информации. За време на бременоста пушењето може да предизвика мала тежина на новороденче и вродени дефекти физички или ментални. Пушењето е најчеста причина за прерана смрт. Пушачите губат еден ден од животот за секои 8 дена во кои пушат и пушењето го зголемува ризикот од срцеви заболувања, рак, срцев удар, емфизем, висок крвен притисок, чир на желудникот или 12-палачното црево или настинка. Шестиот фактор, тежина во здравствените граници. Во здравствени граници, значи во нормални граници. Дебелината се смета дека е ризичен фактор за многу болести и придонесува за намалување на должината на животот. Во однос на тежината, кратки совети, треба да избегнуваме крајни диети, да започнеме здрав начин на живот кој може да го следиме постојано. Препорачливо е да ослабнуваме најмногу 250 до 500 грама неделно, не повеќе. Да јадеме повеќе овошје и зеленчук, препорачливо барем по 5 на ден. Различни. Изберете интегрални лебови и полнозрнеста храна. Бидете физички активни барем 30 до 60 минути на ден, значи кога се зборува на ден, тоа е за 24 часа. Повеќе од 24 часа не се смета. Прифатете помош од семејството, пријателите и групи за помош. Изберете храна со помалку масти, особено ако се животински, значи помалку нив да ги користиме. Не ги пропуштете оброците, подоцна тоа ќе ве доведе до прејадување. Јадете добро на појадок, умерено вечер, избегнувајте задоцнет оброк. Намалување на бројот на десерти, сладки, како и храна со многу шеќер и одмарете соодветно и одржувајте го нивото на стрес под контрола. И седмиот фактор, редовна физичка активност, го подобрува изгледот и го зајакнува организмот. Го зајакнува срцевиот мускул, ја подобрува контролата на шеќерот во крвта кај дијабетес, ја подобрува циркулацијата, го намалува крвниот притисок, го зголемува минералниот состав на коските, помага за справување со стрес, го зголемува ХДЛ или добриот холестерол во крвта. Го зајакнува имунолошкиот систем, создава чувство за добра физичка состојба, помага за намалување на телесна тежина кај луѓе со прекумерена тежина и вежбите има такво влијание нели и врз заштита на хронични заболувања. Светската здравствена организација исто препорачува за
ова физичка активност нешто. Значи, иако главната цел на истражување беше да се истражуваат и развиваат препораки за исхрана и правилна исхрана за заштита од хронични болести, беше дискутирано и потребата од соодветна физичка активност на која беше посветено и соодветно внимание во извештајот. Значи, посебно внимание во Светската здравствена организација било посветено за физичката активност. Истражувањето покажува дека во просек секој час што го поминувате во вежбање го продолжувате животот за 2 часа. Значи за секој час вежбање животот го продолжуваме за 2 часа. Активните луѓе боледуваат поретко, имаат повеќе енергија, ја контролираат тежината, подобро се справуваат со стрес и имаат повисока самоконтрола. Вежбите како треба да изгледаат? Вежбите треба да се безбедни и ефтини. Најпрепорачливо е шетање на чист воздух или работа во градина. Не се препорачува вежби кои имаат надпреварувачки карактер. Вежбите треба да се редовни, ако може секој ден, во просек барем по 30 минути на ден. Значи повеќе од тоа, значи за 24 часа само тие 30 минути не заштитуваат, повеќе не. Значи секој 24 часа тие 30 минути. Вежбите не треба да бидат напорни, туку пријатни и да се зголемуваат прогресивно. Значи почнуваме со 10, 15 минути, 20 минути, не одеднаш, 1 час и после да ни е страв да почнеме пак да вежбаме. И 3 кратки заклучоци. Луѓето кои следеле 6 или 7 од овие здрави навики живееле со 10 до 12 години повеќе од оние со 0 до 3 здрави навики. Просечниот човек може да додаде 5 или повеќе години кон својот живот ако се придржува кон овие 7 фактори или здравствени навики кои што ги спомнав. Оние кои воделе здрав начин на живот се чувствувале во просек од 20 до 30 години помлади од останатите. И последниот заклучок дека нивото на смртноста била директно поврзано со бројот на погрешни здравствени навики. Spasi od vječne smrti. U Kristu ja život imam i s njim sad već sretna sam. Ja ne znam otkud vjera ta da mene Bog moj zna. Vječne smrti. U Kristu ja život imam i s njim sad već sretna sam. Ali ja znam da on me ljubi i da me spasi od vječne smrti. U Kristu
Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте не повторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чу го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.